Расте притисокот да стартува казнувањето за непочитување на двоезичноста во земјава. Поддршка за ова пристигнува дури и од Косово, чии представници на конференција во Скопје делеа совети како овој процес кој е регулиран со законот за употреба на јазиците да стане поефикасен. Казни велат мора да има, и тоа за правни, но и за физички лица. Надлежните бараат засилени контроли, но и вработување на албанци во институциите, кои таму ќе треба да вршат преводи. Има министри, има и други институции што уште не го имат исполнето првата фаза на употреба на законот за употреба на јазиците. Мислам тука треба да имат одговорност тие што раководат со тие институции. Не треба да чекаме инспекторатот или да чекаме глоба. Речеме, тоа не е добро. Секој што раководи некоја институција треба да има одговорност. Законот е закон и треба да се почитува. Треба волја, политичка волја и треба капацитети. Затоа треба во сите институции, државни институции, треба да се вработуваат преведувачи. Освен експерти за силени казни, бараат и политичари од Косово, кои дури советуваат од нив да сме зеле пример за употреба на албанскиот јазик. Има конкретни чекори како да се спроведува една политичка одлука со цел албанскиот јазик во Северна Македонија да биде успешен. Не само политичката волја, туку да се постигне одреден договор или да се донесе одреден закон. Косово може да биде добар пример во спроведувањето на јазичните политики, имајќи предвид етничката пропорција која има заедниците кај нас во Косово и големиот јазичен простор. За албанскиот јазик во Македонија ќе се спроведат предвидените санкции за македонскиот, што ќе создаде премиси за брзо зголемување на културата. Инаку во нацртот во став 1 од член 22 се наведува: правните лица кои не го почитуваат законот за јазици ќе се казнат со парична казна од 300 до 500 евра, додека лидерите на институцијата ќе бидат глобени од 100 до 200 евра. Интересно е тоа што санкциите не се во согласно со казните предвидени со законот за употреба на јазиците, според која ако органите не ги почитуваат одредбите ќе се соочат со глоба од 4 до 5000 евра, а службеното лице ќе плати 30% од казната. Со оглед на фактот дека се работи за прекршочна постапка, во делот на прекршоците важат одредбите од законот за прекршоци, а не од законот за употреба на јазиците.